Навистина поместивме планини. По оваа изјава на премиерот Зоран Заев од брегот на Преспанското езеро, секој почна своја битка. Едни за Европа и НАТО, други за спас на Македонија, а трети за своите стари интереси. Денес таа битка е на референдумскиот фронт и додека копјата се кршат на социјалните мрежи, речиси никој јавно не го поставува прашањето. А што ако пропадне договорот од Преспа, а со него и влезот на Македонија во НАТО и во Европската Унија? Иако евроатлантските интеграции се стратешка определба на Македонија, во игра може да бидат повеќе опции, но најверојатно можно сценарио, според експертите, е дека со пропаѓањето на договорот од Преспа, НАТО и Европската Унија ќе се повлечат од поканите што ни ги дадоа, пошто на Македонија може да и се закани изолација од Запад и широко отворање на две врати. Едната кон Исток и Русија, а другата за влез на и либерални и авторитарни режими и пропаганди. Ура! Русија веќе некое време работи на создавање пречки во регионот за да го спречи проширувањето на НАТО и Европската Унија. Најдобриот начин да и се спротивставиме на ваквата деструктивна политика е да се понуди позитивна алтернатива и да се покаже како функционира руската анти-НАТО и анти-ЕУ политика и како само наречените патриотски групи и медиуми всушност соработуваат со Москва и промовираат нестабилност. На морской парад. Официјална Москва во повеќе наврати отворено кажа дека не ја сака Македонија во НАТО, бидејќи не сака ширење на алијансата кон руските граници, а незината порака беше најдиректна. Со влегувањето во НАТО Македонија ќе биде легална мета за Русија. We would be naive not to think about or be concerned about Russian influence in the region. I mean, look what happened in Montenegro. An attempted assassination, an attempted coup. I mean, these are some serious, real serious concerns. You've seen this play out already in Skopje, and we've seen Russian efforts to sow division, to create problems there. Освен врата за руската политика, пропаѓањето на Преспанскиот договор може да отвори и врата, како што вели Андреја Стојковска од Центарот за европски стратегии, и за нови авторитарни режими и губење на симпатиите што сега ги имаме од Запад. Ако одлучиме дека нема да го прифатиме договорот, тогаш треба да бидеме подготвени за уште посилно влијание на и либерални и авторитарни режими во државава, за засилување на пропагандата која што ја има и е веќе видлива и во овој момент. И треба да бидеме подготвени да западнеме во нов процес на очајување кој што може да не одведе во сосема непосакувана насока на движење. Меѓу другото, она што треба да бидеме соочени од сега е дека Македонија повеќе никогаш нема да има симпатии во меѓународната заедница и нема да има разбирање за Македонија и за спорот. Ако договорот од Преспа пропадне во Македонија, пропаѓа и во Грција, каде сегашната влада лесно може да падне под налетот на обвинувањата дека на Скопје му признала македонски народ и македонски јазик. Тогаш, велат експертите, и таму руската битка ќе биде добиена, а протерувањето на руските дипломати кои биле поврзани со насилните протести во Грција против договорот со Македонија ќе бидат многу мала цена за голема московска победа.